се да преживеат, после уште неколку пати звонат, ми велат мајка ти е почината и изјават благаче. Благаче си ги надмел, нели сите подготовки, кои ти кажат да најлоше да се спремаш, освен што плаќаш, нели? Почнуваш да купуваш, подготвуваш за погреб, ручек, сендвичи. Пази, ковчегот е скапа работа, да се разбереме. Купуваш и ни еден си? Па, за среќа не знам, меѓутоа, според она што како информација кружи, сигурно на 1000 евра ако спешува фулов ковчег. Не, никој не. Публика не следи, не главна за ковчези. Публика не откачи. Скапо е тоа без оки, половна кола можеш да купиш за полоти. Гробно место не може да немаш? Не се да знам. Затоа крематориум треба. Нема раскрис. Благо се седи среќен весел. Мама жива. Чекај, уште е тажно. Они ме вели да ја земеме мајка ми, ниту знаат каде, ниту што е, ниту во кој оделение, ништо. Одиме да ја бараме, викаат, ама мајка ти е жива, не е почината. Зори и тапа ни Значи, овој стрес ја не знам ни више никако да го наречам. Види, ова ти е генерална проба. Да биде иронијата уште поголема, некоја болница му препорачал и погребален оператор и му дали визит карта. Тоа има така врзани се погребални оператори со Јас старски знам во Америка, кога ги гледам овие Grey's Anatomy една друга, значи иде адвокати, стои очува се тие говорат што ти е тебе, имав не дај Боже стомракјајка, еве ти визит карта, одма тужба, дај да извад, значи тоа сум винала, тоа човеков е жив, ама ти се доаѓаш. Па кај нас адвокати не смеат да се рекламираат, законски е забрането, ама погребалните оператори можат, така да знам еден куп погребални оператори кои се врзани со разни здравствени установи и домови за стари лица и функционираат на тој начин. Тоа е бизнес девелопмент се вика. Значи, окей, јас ја возам, али еден ден ти ќе ме возиш, окей, свати. Мада, искрено, ова ми е добра идеја. Ако има такви погребални услуги, може да се нудат и услуги за 40 дена за мекици, едно друго, трето, па седиш таму на каки делиш визитни Мислиш дека карти, нема никако да се организира. организира 40 дена и погреби и све? Не зборувам. Мене ме интересира дали постои, еве, ако постои, нека ме исконтактира, баш сакам да знам. Значи, ме интересира дали постои предпријатие кое што ти можеш да кажеш, окей, јас на деното мојата смрт сакам ова. Да, постои. Се вика адвокат, а тоа се вика тестамент. Не, мислам за тоа како да се изле погребот, леле. И тоа се пишува во тестамент и се средува со адвокат. И кој треба да заложиш за погребот да ти излева како Значи, погребот, не после јас од кога ќе умрем, они нека се тепаат за имањето. Мене ме интересува погребот. Како ќе ме испратат? сопругот. Со песна сопругот ќе ме испратат. Ова е Радио 2. Вести. Radio 2 Online biedt
Thank you.